Правните лица кои ќе бидат дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2024 задолжително да имаат фискален систем и да издаваат фискални сметки. Од управата за јавни приходи апелираат правните лица да бидат навремено подготвени за манифестацијата, а граѓаните задолжително да бараат фискална сметка за услугата која ја добиваат. Правните лица кои би учествувале на ова манифестација имат обврска да користат одобрен фискален систем на опрема, односно да имат фискални уреди и да издават фискални сметки. Значи даночните обврзници, правните лица, нивната обврска е да издават фискални сметки, да имат налепница за граѓанинот да знае дека има обврска и тој да си побара фискална сметка. Евидентирањето на прометот од фискалните каси имат обврска наредните денови да го уплатат. Освен правните лица кои треба да издаваат фискални сметки, физичките лица кои на манифестацијата ќе бидат од времен карактер, треба да платат данок на доход. Тоа значи дека продавачите на пуканки, кафе, сокови и слично треба да поднесат барање до управата за јавни приходи за паушално плаќање на данок на личен доход. Физичките лица како што продаваат, значи пуканки, палачинки, кафе, сокови, значи тие физички лица кои би учествувале на овие манифестации и без оглед дали се однесува само на манифестациите или секојдневно продават на улиците повремено, значи месец, ден, имат обврска до управата за јавни приходи да поднесат барање за паушално плаќање на данокот на личен доход. Тоа барање едноставно се пополнува име, презиме, матичен број и задолжително се чекира дека барањето се однесува за времен карактер. Значи, колку денови ќе биде, за толку треба да биде напишано во барањето. Повртно, управата за јавни приходи издава решение од времениот карактер, со тоа решение право добива и налог за плаќање, кој физичкото лице има обврска да го плати одредениот данок. Од управата за јавни приходи посочуваат дека екипи постојано ќе бидат на терен за време на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Затоа апелираат правните и физички лица да имаат соодветен фискален систем, односно да пријават и платат данок на личен доход. Во спротивно ќе следуваат казни. Казните за физичките лица се од 50 до 250 евра во динарска противредност, додека за правните лица во зависност од големината на правниот субјект се во висина од 300 до 10.000 евра.